Дали сте се запрашале како е внатре во Јупитер? Во Јупитер е навистина жешко. Никој не знае точно колку е топло, но научниците мислат дека би можело да биде околу 24.000 степени Целзиусови во близина на центарот или јадрото на Јупитер. Јупитер е речиси целосно составен од водород и хелиум. На површината на Јупитер, но и на Земјата, овие елементи се гасови. Меѓутоа, внатре во Јупитер, водородот може да биде течност, па дури и еден вид метал. Овие промени на водородот во други форми се случуваат поради огромните температури и притисоци кои се наоѓаат во јадрото на Јупитер. Например, дали некогаш сте отишле да пливате над длабокиот крај на базенот? Дали сте забележале дека ушите почнаа малку да ве болат кога бевте под вода? Колку подлабоко ќе нурнете, толку повеќе вода има над вас. Целата таа вода го притиска вашето тело. Тоа се нарекува притисок. Истиот тој притисок се случува во јадрото на Јупитер. Под низок притисок, частичките од водород и хелиум, наречени молекули, имаат многу простор за отскокнување наоколу. Ова е кога водородот и хелиумот се уште гасови. Сепак, тежината на целиот овој водород и хелиум е навистина тешка. Оваа тежина притиска надолу кон јадрото на планетата, создавајќи висок притисок. На молекулите им снемува простор за да скокаат наоколу, па наместо тоа тие забавуваат и се собираат заедно. Така се создава водород во течност. Колкав притисок би се нашол во центарот на Јупитер? Замислете ако пливате до дното на Тихиот океан, ќе почувствувате како 4 автомобили да се над вас. Притисокот во центарот на Јупитер е уште поголем. Тоа би било како да имате околу 160.000 автомобили наредени во секоја насока по целото тело. А што се наоѓа во самиот центар на Јупитер? Во моментов, научниците не се 100% сигурни за тоа. Можеби планетата има цврсто јадро, што е поголемо од Земјата, но некои научници мислат дека тоа би можело да биде повеќе како густа, врела супа. Мисијата Јуно на НАСА е дизајнирана да најде одговори на ваквите преостанати прашања за Јупитер. Леталото на НАСА орбитира околу Џиновската планета веќе подолго време, барајќи поглед одблиску за да добие подетални информации за неговото јадро. Јуно веќе направи многу нови откритија за Јупитер. Научниците се надеваат дека информациите од Јуно ќе ни помогнат да ја измериме масата на Јупитер и да откриеме дали јадрото на Џиновската планета е цврсто или не.